И јас би сакал таа соработка да биде на едно повисоко ниво. Сепак опозицијата има силна улога во креирање на политиките на општествениот живот како коректор на владеачката партија. Но за жал не осеќам таа енергија од страна на СДСМ во моментот. Како што гледаме не само на локално ниво, туку и на централно ниво. Ние околу основните принципи кои што ги имаме, нашиот национален идентитет, прашањата од национален интерес, не можеме да најдеме заеднички јазик, затоа што ние цврсто сме застанале кон тоа дека промена на уставното име нема и дека граѓаните треба да одлучат за се она што би значило некаков разговор со Грција. За разлика од тоа имаме политичари од спортивната политичка партија кои што јавно и на говорница во парламент зборуваат за определени имиња и наведуваат ВМРО ДПМН и не е проблем да се одбери кој име го сака. Значи за таа разединетост говориме и би сакал во иднина СДСМ да се реорганизира, да стане еден силен политички субјект кој што ќе може без разлика дали е во позиција или опозиција да го гледа интересот на народот, како што ние го гледаме интересот на народот, да го гледа интересот на државата пред се, како што ние сме застанале во одбрана на интересот на националните интереси на државата. Од тука на истото би се пренесло и на локално ниво, кога би можеле со конкретни мерки, со конкретни проекти да помагаат во работата на локалната самоуправа, не со проекти кои што не навлегува со голо критикување практично, без аргументи, без аргументи, без факти, голо критикување, давање на проекти или предлози кои што не се ниво домен на локалната самоуправа. Тоа е чисто политиканство, обид да се изманипулира јавноста дека нешто се работи, во овој случај кој што го имаме во моментот всушност немаме политичка партија која што ни помага на терен за заедно да им помогнеме на граѓаните. Во тој дел ВМРО ДПМН е многу силна и да не ја нема помошта на СДСМ, ќе продолжи да ја гради општината европски, онака како што во изминатите години ја градиме.